сите одговорни, значи и македонци и албанци се во македонското собрание. Тука е револтот голем кај мене, затоа што бев на тие борбени линии и веќе се знаат луѓето кои се учесници и кои се сплеткани во тие настани. Значи тука е огромниот револт. Луѓето ги дадоа своите животи за да бранат Македонија и многу други луѓе се ранети, многу други луѓе се бореа во таа бранителска војна 2001 година, но нашата држава Македонија ништо за тие луѓе не даде. Даде за тие што напаѓа, даде на УЧК пензии, додека законот за бранители во оваа држава не се донесе, уценувани беа од УЧК другите едните и другите само да би останале на власт. А како беа убиени, бидејќи нашите сознанија, мислам, кои не се веродостојни, бидејќи вие бевте воено лице, бевте офицер, нели? И тогаш бевте активен. Како се случи тој масакар кај Карпалак? Значи, од тие лицата кои ги кривам дека се одговорни, кои се во собрание, знаеа дека обезбедувањето на патниот правец кај Карпалак, значи дека е тргнато и дека не постои никакво обезбедување. И покрај таа сознание што го знае, пуштија колоната да оди без никакво обезбедување, дали од воздух, од земја, и покрај тие што тие пунктови што го обезбедува патот беа тргнати од генералите тие тогашни, го знаеа тоа, но во јавноста, односно во подлог на единиците никому не кажа. Едноставно цепај вика. И како што и беше. Таа колона уствари наседна, односно беа тогаш требаше да се изврши напад на единиците од волците, но и самите учки не знаеа дали се волците или прилепските бранители, и така прилепските бранители налетаа на таа заседа. Наместо волците, бидејќи волците малку задоцнија со тргнувањето. Добро, за тоа, меѓутоа, интересно е да кажеме дека се изградија мощни големи споменици на УЧК во Скопје и на други места, но нема никаков споменик кај Карпалак, освен онаа плоча која секогаш ја сликаме кога ќе поминиме на автопатот. И таа плоча, символична плоча, која едва и власта, односно армијата ја прави, кршена е 5 пати и пак ќе биде искршена најверојатно оваа година или другата до другото славење на годините, но тука ќе напоменам, во сите албански средини државата финансира преку Министерството за култура, значи направени се огромни споменици финансирани со македонски пари, затоа што јас пак ќе повторам, македонците си го плаќаат данокот во оваа држава, данок во пари, мислам, во пари. И додека албанците кај нив работи кешарицата и нема данок. Значи, покрај тоа, значи, ние македонците им ги правиме спомениците и во Тетово, кај Течето, и во Рачиново, и во сите други места, значи, со македонски пари се прават споменици на УЧК. Додека еден Карпалак, една обична плоча, 50 на 40 и таа неколку пати ја кршат. Значи, сака да не постоиме, сака да не заборава, сака да не уништат нас бранители. Добро, секогаш слушаме дека имаме едно општество за сите, дека равноправни сме, а значи ли тоа дека македонците немаат право од таде групчин на доста димовска зборот? Тоа за јавноста, за медиумите се кажува така, во праксата е друга ситуација. Значи, во пракса е друго, значи нема Тетово, таму се плаќа, кога се купува се кешарица, нема фактури и затоа нема ни државата даноци. Значи, даноците се од оваа страна на држава. Една е за јавноста, друга во праксата. Добро, јас би завршил тука, нека им е вечна слава на паднатите кај Карпалак, пак нека се срамат оние кои го посрамотија и Илинден, и Аснум, а и денес, не знам, немам никакви сознанија, ќе има ли некој ќе положи ли цвеќе, ќе им оддадат ли почит на оние кои ја бранеа Македонија, за денес да седат тие во убавите топли фотелја, се шетаат со авионите до Брисел,
Атина, Софија, Белград, ваму во Америка, Нью Йорк, да делат тендери и така натаму. И јас со знанија и исто како и вие немам дали ќе се положуваат, можно е да се положи, може да се прати делегација до Карпалак, но ништо најавено, едино после медиумите можеме да разбереме доколку направат некој снимка или некој извештај, па да сознаеме дали имало положување на цвеќе. Но срамно е ако не се отиде и не се положи. Срамно ќе биде. Видите, вака од моје новинарско искуство, јас би рекол, ако имаше протокол за посета на споменикот на паднатите таму, тој не е споменик, односно местото каде што беа масакрирани војниците, ако имаше таков протокол, нормално од владата, од председателот, дека за јавноста и од собранието ќе имаше за медиумите. Тоа е една нормална процедура. Инаку воспротивно, сметам дека ќе отиде Стојанче Ангелов таму. Така е. Стојанче Ангелов може да отиде, оди често пати тој на Вејце, пошто таму, мислам на Вејце кога загина нашите бранители, а иначе на Карпалак до сега немам сознание дека дошол тој на Карпалак. А ова стварно, значи, срамно е, тие треба да кажат, и ние имаме доста здруженија бранители кои би се пријавиле на тој протокол, кои би пошле заедно со таа делегација да положиме цвеќе и венци на нашите браќа бранители. Но во овој начин што го прават, што не објавуваат, значи сакаат едноставно да не избришат. Добро, Драган, гледаме ние, тоа е факт, не е дека сакаат да не избришат, веќе сме избришани со уставот на Северна, избришани се сите символи, продадена е историјата, античкиот дел на Грција, средновековниот дел од историјата на македонскиот народ е даден на Бугарија. Сега жестоката борба се води, дали е жестока или е така, да кажам, само колку за јавноста, околу етничката припадност на Гоце Делчев. И уште тоа, ако помине, значи ние ќе видиме една заевистичка раса, една заева раса без историја. Но меѓутоа историчарите велат дека ако народ кој нема своја историја или ако не си ја знаеш историјата, нема да имаш никаква иднина, никакво подобро утро. Ние, како што кажав, историјата ја дадовме, името го дадовме. Официјално Македонија е двојазично на територијата на Република Македонија, на меѓународно поле се уште не е стигнато, но не е многу далеко и тоа да помине во собранието со некое знаме на Европската Унија и со 61 пратеник. Денес јас што ве поканив, да не ширам многу јас од моја страна, беше вашата идеја кога зборувавме за законот за забрана на употреба на 16 зрачното сонце, националниот символ на македонскиот народ од 12 август овој месец. Точно така, значи потпишана е таа спогодба, потпишан е тој закон, значи за да се удоволи на Грција, и со самото тоа се напишани некои казнени одредби. Ние сакаме, значи, да го покажеме македонскиот непокор и да во што поголем број излеземе со баш тие прави македонски знамиња, да направиме еден марш од Слободниот храм пред влада и да положиме цвеќе кај паднатите борци од 2001 и потоа да дојдеме да завршиме пред собранието на Република Македонија. Значи во таа намера, значи ние сакавме што повеќе македонски знамиња тие што ги забрануваат да излеземе со нив. Не ми треба вентилаторот, значи не го признавам, тоа не е македонски, тоа е некој друг символ, сега без разлика не сакам сега понатака да навлегувам во тоа, но со тоа сакаме да покажеме дека знамето не го даваме и тоа знаме што ни го променија, истото тоа знаме што ни го променија ова иста партија, сакаме да се врати македонското знаме кој обстојува векови намазот. И во таа намера пуштив еден апел, бидејќи ние сепак овдека сме малку околу финансиите, послали една мала финансиска помош, мислев финансиска помош не во пари, него едноставно да се дават тие пари или да се купат тие знамиња, да ги поделиме на македонскиот народ и во што поголем број да излеземе, да преплавиме улицата со македонски знамиња со 16 кракото сонце.
Значи да го преплавиме улицата и со патриотски песни, да покажеме македонски непокои, дека знамето македонско нема да го дадеме како досега све што зема и тука да настане на прекретница, пресвртница, да повеќе не ни земаат она што е македонско и од тој ден да почнеме да си ги враќаме сите оние работи што ни се одземени. Значи, вашиот план е да се организира еден марш само со 16 зрачното сонце, македонскиот национален символ од Кутлеш, нели? Така да. И ќе сакав, значи, и да напоменам и тоа, ние ќе земеме и по едно знаме од сите други, значи, и наши соседи, од сите наши непријатели и дури може и нацистичко знаме ќе земам. Да им покажам на јавноста дека сите тие знамиња во Македонија, односно сега како Северна Македонија, се дозволени, а македонското знаме дека не е дозволено. Значи символиката по едно знаме од нив и каде што ќе покажеме овие знамиња се дозволени, а овие знамиња каде што ќе има преку 1000 и повеќе знамиња колку ќе разведиме, не се дозволени. Значи символиката во тоа дека идат против македонскиот народ, дека идат против македонското знаме, дека идат се против она што е македонско. Драган, колку би требало од она што зборувавме ние, вас ви се потребни да се соберат или да се уплатат на местото од каде што ќе се земат знамењата, околу 2000 евра за 2000 или повеќе знамења. Но тие знамења со сонцето ќе останат и за понатаму, бројот да се купат и повеќе знамења уште ќе биде подобро, нели? Така, јас сакам да напоменам една работа, менталитетот, значи без разлика македонец сум и јас, но и нашите македонци се малку менталитетот, доколку нешто му дадеш, доаѓа. Така и со лечињата беше, значи. Кога му даваш нешто, ќе дојде во што поголем број. И затоа викам, ако му понудиме и македонско знаме да носи со 16, ќе дојдат луѓе и ќе им се даде. И тоа знаме ќе му остане и за понатамошните протести, и за понатамошни активности. Значи, а исто како СДС ги носи нивните луѓе со сендвичи, со пари, со организирани автобуски превози, не можеме ние без ништо да не вложиме, а да добиеме. Значи, мора да еден блок да имаме заеднички, сите македонци. И диаспората, и ние македонците што сме тука, инаку со ништо, без оружје, значи оружје овој пат ќе биде македонското знаме, без оружје не можеме битки да добиваме. Јас би сакал да останете на линија, ако можам да вклучам некој од нашите слушатели, да го слушнеме нивното мислење. Почитувани слушатели, нашиот телефон е 94151923. Кое е вашето мислење, како сметам дека треба да се формира еден одбор од неколку души кои би платиле, односно македонската заедница да помогне да се купат знамењата во Република Македонија, за да останат и за секогаш, и кога ќе има потреба. Нашиот телефон е 94151923. Ако не слушате, ако сте на линија, јавете се да го слушнеме вашето мислење. Не станува збор за никакви суми и не станува збор дека ние ќе му платиме лично на Драган, туку дека парите ќе бидат платени на онај кој ќе ги направи знамењата. Еве се надевам дека имаме наш слушател. Ало, добар ден. Доктор Редовски, Гоце Дуковски, поздрав до тебе и до господинот Угриновски. Да, повелете, Гоце. Накратко само да ве поздравам за иницијативата. Одлично е навистина и треба да го направиме. Не можеме физички да му се обратиме на овие изводи таму што не поништуваат. Ако може барем да помогнеме ние отвора на овој начин. Јас предлагам, ако може и веќе го ставим овој на Facebook, ако може Драган Угриновски со неколку наши бранители да отворат GoFundMe страница, фондација и ние директно брзо да донираме и таа акција да се отвори што побрзо. Па тоа би било подобро да се направи овде во Австралија, отколку тие оттаму да го прават тоа. А јас мислам ќе биде поефикасно ако парите директно одат таму, да не знам ако има некои други нешта, пречки што јас не сум запознат. Ми се чини ако парите директно одат на фондот, кај што ќе има контрола
господинот Угриновски и неколку два тројца други наши лојални бранители на Македонија од Македонија, тоа ќе биде најефикасно и најбрзо парено. Инаку додека ние овде се бериме па да отвораме фондови, па да пуштаме пари па таму и тие да се организираат, ќе биде многу покасно. Вака е директно, имаме поверење во Драган Угриновски и уште неколку други таму ще ги најдете, имаме многу такви наши бранители во Македонија и тоа треба веднаш да се започне, а ние со скромна донација да си ги ставиме нашите донации во фондот, а тие таму да си вршат работата према како ќе ги добиваат финансиите и потоа се разбрава еве на твојата, на нашата македонска радиопрограма овде и преку Facebook страниците господин Угриновски и други наши бранители кои ќе бидат вклучени во оваа акција не обавестат нас како се употребија парите и што се направи со парите. Тоа ќе биде најбрзо и најефикасно. Добро, Гоце, благодарам јас за да се избегнеше тоа дека еве слушавме дека овој украде пари, друг украде пари, Ицо украде пари, Драган украде пари, не знам кој украде пари, само тоа за да се спречат ваквите добри работи. Затоа апелирам до македонската заедница да го слушнеме мислењето. Нашиот телефон е 94151923. Почитувани слушатели, јавете се со збор 2 да слушнеме што мислите. Гоце, благодарам многу. Да се оствари и то брзо. Добро, до слушање. Почитувани слушатели, нашиот телефон е 94151923 и Драган е од другата страна, не слуша. Каков предлог имате вие за да помогнеме да се платат околу 2-3 илјади знамења со македонското 16 зрачно сонце, кое ќе биде секогаш пред собранието или пак во центарот на Скопје. Нашиот телефон е 94151923. Не треба многу пари, не треба голема сума, треба да сме вклучени и ние од иселеништвото.